Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Слободанка Джиповска, директор на Државното средно училиште Партенија Зоографски, Бобан Јосифовски, директор на детскиот фестивал Златна Славиче, и Јован Божиновски, председател на планинарски клуб Љуботен. Останете со нас до 11 часот. И еве не назад во студиото со прекрасни гости, како што најавив рано наутро. Денеска имаме многу јубилеи за одбележување. Сега ќе ги најавим и нашите гости, но да си ја поздравам и колишката Вера, која што денеска е заедно со нас во студиото, затоа што ќе уживаме, ќе имаме можност да зборуваме за сите новитети, кога станува збор за професиите на нашите гости, но ќе имаме и златни славејчиња, кои што ќе ни запеат. Верче, добро утро и за тебе. Добро утро, Милена, ти благодарам многу. Почитувани ве поздравувам и секако посакувам убаво утро и да останете со нас, бидејќи, како што кажа и Милена, имаме одлично друштво, убави јубилеи кои што ќе споделиме, но и убаво друштво од кој што ќе слушнеме малку убава музика, но како што си е редот, уште еднаш да ги поздравиме. Така е. Веднаш до мене од мојата десна страна Јован Божиновски, председател на планинарскиот клуб Љуботен, кој што оваа година одбележува 1 век, 100 години. Јован, добро утро и честитки. Добро утро и добре ве најдов. Ви благодарам на честитките, ви благодарам на поканата. Да, 100 години, огромен јубилеј. Голем јубилеј не само за нас како планинари, како членови на планинарското друштво Љуботен, туку и како тетовчани, како македонци кои што имаме традиција со која што можеме да се пофалиме. Така ќе се навратиме ние на почетоците, малку подоцни, низ фотографии, низ разговор, така што ќе имаат можност гледачите да дознаат како сето тоа настанало и како обстојува 100 години. Веднаш до вас е госпоѓата Слободанка Джиповска, која што е директор на Партенија Зоографски. Ви одбележувате 70 години оваа година. Добро утро и честитки за вас, и тоа е навистина една импозантна бројка. Така е, добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата и ги поздравувам сите гледачи на Канал 5 телевизија. Чест ми е и задоволство што сум утрова со вас и што можам да споделам еден прекрасен јубилеј на нашето училиште. Тоа е 70 години од постоењето. Така, ќе кажеме какво ќе биде главното одбележување, кога и кои се сите оние активности кои што ги правите целата година во однос на овој јубилеј. И веднаш до вас е Бобан Јосифовски, кој што е директор на најстариот детски фестивал на Балканот, а второ во Европа, Златно Славече. Боби, така сите те викаат, верувам и дечињата, добро утро и добре ни дојдовте пак. Добро утро, добре ве најдов. Еве, зубав повод и утре и градот да го честитаме, нели, 13 ноември. Златно Славече е символ на градот Скопје, на нешто убаво, на неговиот празник, така да еви ние секој ноември Златно Славече веќе 55 години одбележува една убава музичка манифестација со песна игра, го одбележуваме тој датум и така. Еве се надам дека ќе биде оваа година како што било и до сега. Сигурно ќе биде така. Златно Славече 2025, 55 години. Како што кажав, малку подоцна ќе имаме можност да уживаме и во златните славејчиња, кои што ќе ни отпеат песна токму за градот Скопје, така бидејќи утре е 13 ноември. Ќе започнеме, Јован, со вас, како што споменавме, 100 години. Планинарскиот клуб Љуботен, најстариот планинарски клуб во Македонија, одбележувате навистина многу години постоење. Тоа го направивте покрај другите активности со еден документарен филм. Што можеме да кажеме за тоа? Би било убаво да ги погледнеме и фотографии, нели јас ви дадов еден мал вовед, бидејќи имаше многу фотографии, ги поделивме на 2 дела, може да ги погледнеме фотографиите од Јован кои што се наменети за документарниот филм, па додека ги гледаме, вие да ни објасните што се таму може да се погледне. Интересно е што ние низ годините сите активности кои што клубот, кога зборам, ние мислам на клубот, се случувале, се поврзани со активности на шара, но и со активности кои што се вон шара. Голем број на членови кои што се и ден денес активни, се вклучени во филмот, се вклучени во информациите кои што се во филмот, можеме да ги погледнеме фотографиите и оние први стари членови пред ова веќе некаде 30-тите години, каде што можеме да видиме луѓе кои што со многу скромна и многу едноставна опрема се качувале на шара и работеле. Тоа е она што нас не како клуб не одржува низ заедништвото кое што не одржува низ годините, а самиот документарен филм
се надеваме дека ова ќе биде кратка верзија, се надеваме дека таа нормална верзија која што ќе биде до крајот на годината ќе биде во некое нормално време. Дечките кои што ја работат продукцијата викаат најверојатно ќе треба серијал да направиме затоа што има многу да се кажува. Па бога ми за 100 години. Да, многу има да се кажува, но сепак долг период треба да се опфати. Многу долг период, а има многу приказни. Да. Можам да замислам само што се имате слушнато. Може, еве кога споминавте, може некоја приказна да не издвоите во моментов што ќе ви текне? Многу се приказни, претерано се многу има и за добри и за лоши работи. Планине се случували работи кои што не се убави, од тоа се учело, значи знаеш како старите викаат, нели, затоа сега ние како клуб малку сме потрадиционални, дуваме на ладно млеко, ама сепак е тоа заради безбедноста. Низ годините се случували такви проблеми. Се случували и онакви некои проблеми како што, да речеме, сме гледале нешто на филм, ајде, такви некои изненадни случувања од мечка да дојде или некоја дива свиња или ете некое невреме некого да го фати да се изгуби во планината. Дефинитивно губење и ова последново со невреме се случувало, посебно со невреме, така да мора се внимава на планина и дел тие приказни се такви, кога не знам каде, нели тргнале од Титор па се враќале, по ствари не стигнале на Попошапката, во некој од селата, друго место, да. Сосема на различно место, магла е. Не знаеш кај одиш, кај се движиш. Кај ќе стигнеш? На почетниците, кај ќе стигнеш, но има и доста убави приказни, позитивни приказни, кога се граделе тие домови, кога се граделе активностите, кој елан имале тие луѓе, во какво време живееле, во кој период, значи зборам каде што сега ние сме аздисани, да кажем, имаме премногу. Убав збор, аздисани. Да, ние сме аздисани, имаме премногу, а они немале ништо, а сепак направиле. Немале ресурси, немале упрема таква како што има во денешно време, а сепак направиле нешто, изградиле и оставиле. За генерациите. Браво, кои доаѓаат. Браво, секоја чест. Ќе се навратиме секако и на други приказни поврзани со љубовта ни за тоа колку е добро планинарењето и зошто некој треба да биде дел од тоа. Слободанка, ќе се навратиме на вас. Ајде, што ќе се случува, кога ќе биде она свечена церемонија или како да ја наречам, одбележување на юбилеот. Па, како што кажав на почетокот, навистина имам голема чест да ја споделам оваа информација со јавноста, особено затоа што зад нас имаме една богата традиција, 70 годишно постоење на единственото средно стручно училиште за учениците со оштетен слух и говор на територија на цела Република Македонија. Ние сме навистина такви, единствени, јас како што кажувам, и во минатото и сега, па и понатамо во иднината, се надеваме дека во нашето училиште уште повеќе ученици ќе се запишуваат, особено затоа што ја опфаќаме таа категорија која што во нашето училиште го пронеде својот дом. За минатото можеби подоцна ќе имаме повеќе време да зборуваме, сега зборуваме за тоа сега што се случува, тоа се случува оваа година, одбележување на 70 години постоење на училиштето. Тоа е навистина долг период кој што во себе има врежено многу спомени и приказни од учениците, но сега ние сето тоа се обидовме да го собереме во една книга која што за прв пат ќе ја објавиме на денот кога ќе го одбележиме, а тоа е на 19 ноември, следната среда во 12 часот во Домот на култура Билјана Беличенец во Кисела Вода. Воедно ги поканувам сите оние кои што се заинтересирани да видат што ние сме работеле до сега и што во моментот работиме и по кој пат продолжуваме. Кога веќе зборуваме за патот по кој продолжуваме, навистина сум горда како директор на овој училишен центар да споделам со вас дека нашите патишта веќе се сега многу пошироки и поотворени од претходно, затоа што благодарение на промените кои што настанаа со новиот закон за средно образование, ние веќе сме од 1 септември со вас еднаш на оваа тема разговаравме, ние сме веќе и тоа го споделивме заеднички како информација. Државно средно училиште со ресурсен центар, што значи дека ги офаќаме учениците со оштетен слух и говор кои што се запишани во нашето училиште, но и надвор од него. Сепак се остава простор да одберат учениците и нивните родители во која средина сакаат нивното дете да учи, да продолжи со средно образование и доколку одберат тоа да биде во градот во кој што живее ученикот,
ние сме подготвени со целите своји ресурси да го овозможиме образованието на најдобар начин на кој што имаме веќе образовни асистенти широм Македонија, како например во Штип, во Тетово, во Прилеп, сега веќе сме во постапка и за во Охрид, така што нашите образовни асистенти и нашата институција е отворена ресурсно да ги помогне како учениците, така и нивните родители, училиштето во кое што се запишани, и со сите наставниците, кадарот во училиштето во кое што се запишани, бидејќи, како што кажав на почетокот, уникатни сме навистина и со гордост тоа го кажувам, бидејќи кај нас наставата се реализира на знаковен јазик. Ние го правиме тоа на начин онака, го приближуваме до популацијата која што учи е запишана во нашето училиште. Да, и го користи тој знаковен јазик, така. Да. Уникатни се и златните словечиња. Да. По многу нешта. По многу нешта. Многу генерации израснати. Па тука ние сега вака, колку слушнам, 100 години, 70, ние сме најмали овде. Да. Но подеднако важни. Да, па добро сега. Ние нормално Златнославече повеќе од пола век. Сега го одбележуваме вака јубилеот поофицијално и многу сме среќни затоа што за 50-тиот јубилеј имавме корона, така да се затворена пандемијата и не успеавме за жал тогаш да нешто одбележиме повеќе, така да оваа година 55 години, 2 петки, сите словечиња се со петки во училиште, така да се... Во Канал 5, се иде заедно. Значи, затоа се е одлично, така распеано, разиграно, така да убаво е. Златнославече синоним за нешто убаво, распеано, детско, весело, разиграно, така да се радуваме, што е оваа година. Многу сме среќни, благодарност до јавноста, до населението, граѓаните, поддржувачите на Златнославече, што е и оваа година пак ќе направиме неколку приредби сега во Македонскиот народен театар, веќе втора година сме. Таму ќе го одбележиме јубилеот. Се радуваме, очекуваме навистина да имаме убави музички моменти таму, публиката да биде задоволна, а славичиња да се подготвени да она се што го вежбаме овие изминатите неколку месеци го презентираме со 15 нови композиции. Така. И ќе имаме и гости од странство, така да ќе биде убаво. Убаво за се уште има желба за упис од младите славечиња кои што сакаат да бидат, се уште верувам дека има голем број кои што сакаат да бидат дел од... Кај нас уписите се уват сите до септември, кога како не. Во Златнославече уписите се во март месец, бидејќи од тогаш почнуваме, до тогаш е конкурсот за новите песни, и сега во текот од април веќе почнуваме со подготовка на новите, значи затоа малку ние сме временски поразлично, да речеме сега сите нели почнуваат од септември, сите активности, јазици, не знам се. Меѓутоа е така кај нас и има интерес да. Но така е теба затоа што треба да бидете подготвени за сезоната. Многу деца што навистина напорно имаше многу повеќе деца, ама од нив една десетинка дали беа музикални. Сега од сите што дојдат 95% се музикални. Значи веќе навистина дете што сака да пее, веќе доаѓа, не е само ајде одам на аудиција да се прошетам или не знам. Тоа сака да прашам, значи си постојат тие аудиции каде што Да, па на аудиција тоа се бира, треба да е на прво место музикален, да е талентирано дете, бидејќи навистина сега сите деца сакаат, меѓутоа едно е можностите, ова е сепак уметност, дарба. Така, ние сите сакаме да бидеме, меѓутоа како и во спортот, нели талентот потоа работа, така и ова, тоа е. Затоа после продолжуваат сега имаме многу примери што биле во Славече, сега се уметници, сега се... Но не е ништо... Наши... Го споменав тоа затоа што на некаков начин верувам дека може, нели, како што кажавте, сепак треба да имаме одредена предиспозиција за многу нешта и потребни се тие аудиции, затоа што можеби смерот ќе ни го покажат патот, па и зашто сме. Можеби ние мислиме нешто дека сакаме, но ќе се покаже и не е ништо страшно, нешто да не сме, ќе има за нешто каде што. Ако
не можеш да пееш, можеш и да играш, можеш и да бидеш и во спорт, и тоа не е ништо. Ние тој проблем го имаме, нели? Не, верувам, затоа и го споменувам. Родителите ако не успеале музички, мислам дека некој пат сега детето да видиме дали ќе може. Чекате, значи така да има јас така сега да пред затоа што сите деца сите се прекрасни, но имаат одредени таленти каде што во нешто треба да учествуваат, а во нешто не. Мислам, доаѓа сега аудиција дама и сега нели резултатите и сега да праша дали ја гледам, викам не е примерно, не е се, ама како под најубаво пее па до се. Ја се помирува лесно можам да најчесто го убедам. тоа. Па не се, не се нема, знаете го нон-стоп пее, па како пее, па кажува за се. Јас го гледам, викам, добро, во пеаме, викам, не поминала, викам, сега така пишува, викам, така каже да се, не е такова за под дома сите убоци пееме. Викам, ја гледам, викам, вредете, пошто ќерка ви најубава пее од сите ви, викам, јас сум најубав на светот. Ме гледа, вика, мајка ми така вика. Дека сум најубав на светот. Логично кога родител да вика дека дете ваше најубава пее. Ево, ме видам и подај рака, готово сега вика. Кога веќе сте и кај убавината, извини, ама еве само се наметна прашањето, бидејќи ве познавам многу години, повеќе од 20 години, вие стварно изгледате исто. Дали е тоа некоја тајна, не знам, формула или работата со деца ве одржува така витален и млад и во духот и во ликот? Второто е тоа. Детскиот дух е во мене. Со детскиот дух. Време, значи секогаш генерации деца и секогаш со деца си млад, немаш време кога да мислиш на нешто проблеми друго. некои, да. Да, нема, јас викам, секогаш кажувам најубавата работа на светот. Тоа е најискрени души, најчисти. Да. Така еве Слободанка, предпоставувам ќе се согласи. Така е, точно. Дефинитивно. И најблагородна работа. Така. Да. Па и самите, нели, гледаме, еве, подоцна ќе ги видиме и славечињата, ние веќе ги видовме и имаме можност да гледаме убави деца. Да. Тоа е тоа што нам ни треба. Така, но и со вашата работа, верувам дека се радувате на сите оние, бидејќи е малку специфична. Да. Се радувате на сите оние успеси кои што овие деца ги постигнуваат со сето ова образование, вие кои што им го пружате, и се радуваат на тие успеси, како тие самите пред се, но и нивните родители, но и вие како институција, она кое што им го возможувате. Точно така, успехот на секој дете е наш успех. Ние веруваме во децата и знаеме дека секој дете има своја успешна приказна. До нас е ние да ја пронајдеме таа приказна и да ја пренесеме понатаму за да создадеме од него личност каква што треба да биде во општествениот живот. Кај нас предност предизвици да ете на некој начин се надпреваруваат за да бидат потикнати. Видете вака, ние предизвиците ги даваме секојдневно, мислам, работиме на сите области затоа што децата се навистина талентирани, имаат што да покажат. Дел од тоа еве сите што ќе бидат присутни во среда, на свеченото одбележување ќе можат да го видат бидејќи тие се прекрасни изведувачи на представи кои што ние не ги нарекуваме театарски, ги нарекуваме повеќе перформанси, бидејќи тоа е представа во која што нема говор, тишината зборува, а децата тоа го слушаат со срцето. Значи, секојдневно во рамки на нашата држава, но и надвор од неа, бидејќи овде сме единствени, како такво училиште, честопати ние соработуваме со државите кои што ни се во регионот, а кои што имаат исто училиште како нашето. Па така што нашиве ученици се надпреваруваат и на домашно ниво, дали е тоа во ликовната уметност, дали е во спортот. Навистина, нашиот центар има многу пехари и многу заслуги добиени од домашни и од странски училишта со кои што сме соработувале. Учествуваме, исто така за пофалба е да кажеме дека успешно сме инклудирани во општеството, како кај нас, така и надвор од државата. Па јас секогаш го споменувам периодов проектот кој што го одржуваме повеќе од 10 години, во кој што нашето училиште за деца со посебни образовни потреби е единственото како такво, кое што рамноправно учествува со деца од типичен развој на територијата на бившите југословенски простори, односно сите училишта и домови во Хрватска и една половина од нив во Словенија и само нашето како такво учествува, па оваа година можам да кажам дека дури
При изборот на тоа која маска ќе биде за следната година во февруари што ќе се одржи во Риека, ја избра за среќа нашата маска како најкреативна и заслужна прифатена од сите 15 училишта кои што се надпреваруваа. Имаме навистина многу успешни приказни и многу победи кои што сме ги до сега освоиле. Една од сега јас се навраќам можеби на поновиот период, меѓутоа не би требало да ќе ги споменам секако и во минатото, ќе дадам особено голема заслуга и акцент на моите претходници кои што тоа го работеле во моето училиште, иако половина од годините кои што ги има училиштето од 70 и јас сум дел од таа приказна, бидејќи 30 години таму веќе сум, да. Така што и во минатото, а и сега сме учествувале на многобројни надпревари и активности и секогаш тоа било општо прифатено. Како што кажав, патуваме во многу држави, престојуваме во многу центри како што се налик на нашиот центар. Децата се поврзуваат, се вмрежуваме, имаме убави приказни од тие поврзувања, се остваруваат и различни другарства, па и љубовни приказни, искуства, пријателства, да, сме имали и такви случаи. Дел од тие активности некои кои што ги имате секако ќе погледнеме и ќе слушнеме малку повеќе во вториот дел, бидејќи ви кажав дека одбравме некои фотографии, нели, кои што ги има и на вашиот Facebook профил и може да ги видат односно на Facebook профилот на самото училиште. Така што ќе видиме какви се активности имавте во изминатиот период. Јас само сакам Јован, бидејќи за кратко ќе ги видиме и славичињата тука, сакав Јован да го прашам. Има многу приказни, кажавме, но би сакала да знам кој се може да биде планинар, дали е потребно само да имаме љубов кон природата, или треба и некои други работи да ги поседуваме и кои се оние работи на кои што особено сте горди? Зборувам, ајде и вие како личност, но и општо како планинарски клуб. Знам дека има многу подвизи изминатите 100 години, искачување на врвови и така натаму, но што е она што може да се одвои или издвои? Кој може да биде планинар? Сите може да бидат планинари кои што имаат желба да се движат на планина. Нормално дека прва е желбата, после тоа е мал тренинг кој што треба да се посвети, физичка подготовка, опрема да се има. Тоа се работи кои што во текот на кога ќе почне човек да се движи на планина, најважно е да ја сака природата. Сите ја сакаме природата, но веќе ова е еден друг контакт со природата, значи еден активен одмор. Значи, физички ние се замараме, но во моментот се движиме и се замараме, но после тоа имаме еден период кога тоа малку се не релаксира. Најгорди сме во изминатиот период, но посебно во последниот период на планинарскиот дом Љуботен, кој што е првиот изграден планинарски дом во Македонија 31 година. Ние изминативе 10 години, поточно 2016 почнавме да го реновираме. Долго траеше реновирањето, го изградивме 31 за 3 месеци, ние за 6 години го реновиравме, но ете, финишира тоа. Добро. Сето тоа финишира, така да горди сме на тоа и горди сме што во Македонија има вакви вредности кои што ги споменуваме денес и навистина ве благодарам за тоа што во ваквите емисии може да се слушне се она што е најпозитивно за нас. А има некои од кај вас што освоиле врвови, не знам, да споменеме некој кој што бил надвор од нашата земја? Имаме луѓе кои што сега немаме некои многу високи, највисоките врвови ги нема. Добро, но секој да. Еве ние како клуб, како една екипа, како тим по повод 100 годишниот јубилеј се качевме на ова лето, се качевме на 3 врва на 4000 метри на Алпите. Тоа беше поводот беше 100 годишницата, како тим, како екипа да се качиме. Можам да замислам како сте се чувствувале во тој момент. Страшно, многу добро. Верувам дека било. Да, многу емоции, многу луѓе. Солзи радосници. Да, дефинитивно. И но сепак имаме поединци алпинисти кои се луѓе кои што качуваат и алпинистички насоки, но и кои што се високогорци, имаме на Килиманџаро, на Хималаите некои врвови, на Конкагва, така да човек да посака да
тргне на планина, вака кога има време да тргне, да се слуша, движи. да, навистина одлично. Ете, можеби ќе дадеме мотивација на некој кој што можеби од секогаш сакал, но се плашел од непознатото, Да. недоволна физичка кондиција или слично, така што верувам дека мотивиравме барем дел од нашите гледачи. Може да ни влеза славечињата. Ајде, мислам дека е време. Верче малку ти таму сега со нив и муавет, поблиску си. Така. Прекрасни. Ќе ни 6 кажете. девојчиња. Така, прекрасно изгледате. И ќе пак ќе ни кажете како се викате. Ајде, Злато, да почнеме од тебе. Јас сум Михаела Сатировска и имам 11 години и ја пеам годинава песната Детството е убаво од се. Така. Јас сум Мила Јолдашев, имам 11 години и ја пеам Лука. Добро. Јас сум Мила Дамаски, имам 9 години и ја пеам песната Сликовница. Јас сум Ника Трифуновска, имам 8 години и ја пеам песната Имам овца 2. Јас сум Јована Петровска и ја пеам имам 10 години и ја пеам песната Роден ден. Јас сум Милина Ефремов, имам 10 години и оваа година ќе пеам песната Прва смена. Браво. Ви посакуваме успех. А денеска која песна ќе ни отпеете? Градот убав. Ете, Градот убав за Скопје. Може да ја слушнеме. Градот убав, пак ќе никне, среде песни здружен фат. Пак од сонце цел ќе бликне, како топол нежен парк. Скопје младости ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш свет. Ти ќе бидеш израз сите, нас е братско во овој свет. Скопје младости ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш свет. Ти ќе бидеш израз сите, нас е братско во овој свет. Браво. Браво! Браво, прекрасни девојчиња. Јас направив едно кратко видео и на социјалните мрежи тие што не следат да можат да бидат во текст. 15 и 22 ноември беа датите, така? Сега почнува сабота, тие 2 саботи, Македонски народен театар. Карти има. Новиот објект, па веќе при крај. Вчера пуштив му една 4-та представа и таа веќе готово. Гледам сега. Мислам дека навистина не фали таа сала од 3000. Не фали универзална сала. Универзална која што беше. Многу ни фали. Многу имаме, потреба од тој капацитет и навистина сега еви тоа толку представи. Наместо да имаме една или две, ние мораме 4-5 во денот да правиме, затоа што навистина интересот е голем. Правите за училиштата исто така, има голема заинтересираност, колку што знам. Во работните денови имаме за училишта, бидејќи навистина толку многу се работи овој фестивал, толку месеци, толку многу проби и сакаме што повеќе луѓе да го видат на крај на краевите, ставече за децата да растат со детска песна, да живеат во едно безгрижно детство со песна, со музика, со игра, така да тоа е синоним и мораме да што поголем број на деца да бидат дел, да го постават Златноставече, буквално правиме една мисија. И не само тоа, туку во текот на годината одиме во речиси сите градови, во сите општини из Македонија да ја промовираме таа детска песна, бидејќи навистина како оди времето, да доближиме, бидејќи некако се помалку се обрна внимание така на тоа воспитувањето на децата и на тоа нивно воспитување за жал, така да многу ми е криво кога на аудиција ќе дојде некој дете 7 или 8 годинки, од 6 години и пее некоја странска песна за аудиција на детски фестивал во се, така да некоја детска песна што отпееш и те гледа, не знам. Тоа е сите сме виновни во смисла, бидејќи ние во нашето време било, се знаело, значи имало пак некои вредности и почитувања, така да се надеаме, успеваме, барем еве, Златноставече многу ни е драго, не само од Скопје деца што доаѓаат, туку доаѓаат од цела Македонија. Значи тоа е една голема благодарност и кое тоа ангажирање
да дојдат од сите места, така, значи нашите гости дали паметат некоја ете песна што ви е омилена, да речеме, Златно Славеќе? Мене конкретно оваа, сега што Да? сам е во емоции, да. Јован? Исто тоа е, Таа мислам дека е химна на сите некако. Па химна, да, посебно е така на градот Скопје и уште една песна за сите деца. Да. За сите деца да бидат сонце. И таа, секогаш кажам, таа е универзална, бидејќи, ќе кажеме само за, нели, за градот Скопје. Меѓутоа и прифатам, меѓутоа за сите деца буквално една песна која што е 50 и неколку години живее. Со градот Скопје го започнуваме Златно Славеќе, за сите деца го завршуваме така мислам на фестивалот, така да навистина тие две се вака едни носечки композиции, да. Да, и ми е драго, значи генерации, например, нашите генерации, денешни деца сите ја пеат таа песна, сите се за градот Скопје беше популарно сега и на избориве, нели така, гледа. На билборд имаше. Да, никако символично, да. Изборот ми, значи, тоа е успех, значи, кога е веќе сите кампањи, кампањи да се започнува со градот убав, така, дај Боже да не е убав, и се надеваме сега нормално. Дај Боже, такви да сакаме Скопје, затоа пееме. Утре ќе учествуваме и има свечена академија по 13 ноември делоње на градите на градот Скопје, така да мислам сепак е нешто убаво и тука сме и да придонесеме и убаво е, значи кога ќе видиме креативност, убава енергија да, креативност и ни е драго, мислам тоа е чест за нас и во. Јас сум среќна уште децата што ми се мали, па можам со нив уште да си доаѓам на Златно Славеќе. Какви песни имаме оваа година? Па ќе имаме така разни, со преубави пораки. Ќе започнеме првата песна е Дете да остана, значи една преубава порака. Има убава порака од тоа треба да си го чуваме тоа дете во нас. Им кажувам децата, към деца ви тоа не го сваќате сега додека сте деца колку е тоа голема мисле, колку убава порака е што сме напишале ние по возрастите, Весна Маринова напишала таа песна. Дете да останам. Значи, нема пубаво, еве подзавршуваме на крај Михаела Шоја, детството е пубаво од се. Значи, се е кажано, сето тоа помеѓу е, тука никаш што имам увца две, значи, денешно да вика, од едното увце влегува, другото излегува. Тоа некако се повеќе така, мислам, тоа е прекрасни пораки, убави имам, навистина, имаме декоративна песна за планети, значи, навистина нешто што така и низ песна е и што го сликува периодот време. Јас сум го позаборил кога слушам песната, викам Уран е најголем, не знам таму ова е најблиско едукативна, да, низ песна, така да имаме навистина преубави пораки и се надам, нека ние внимаваме на текстови, внимаваме како сето тоа да биде прилагодено на тие детски и да живеат и деца да си растат во безбрижно детство. Имаме уште минутка до реклами. Боби, само сакам уште нешто да те прашам, бидејќи споменавме дека многу музички познати звезди денешни се излезени баш од Златно Славеќе. Дали имаме овие години некоја таква звезда што ете можеби ќе стане и балканска звезда според тебе? Па добро, има многу, значи што излегле сега, што се професионално се бават. Се занимаваат професији музиката и се веќе амбасадори наши на надвор во светот. Има и сега, значи има многу талентирани деца и тоа ми е многу драго. Златно Славеќе е еден вид едно музичко училиште кој што ги открива талентите, значи тоа е една институција каде што децата не само дали понатаму ќе бидат во музичките води, меѓутоа и во другите сектори. Знаете што значи таа социализација да дете на сцена, да се снајде, да знае да зборува, да биде патуваме многу, значи имаме гостување многу, се запознаваат со други култури, со деца од другите држави, така да тоа е буквално вложување во нивната социализација во личноста. И еве едно дете најдобро на Финки, еден родител дојде и вика, мојот син вика освои прво место во Финки, таму има нешто за некој проект во комуникација, нешто требало да се презентира тоа, и го прогласија за најуспешен студент, вика, му помогна затоа што тој имаше 30-40 настапи на Златно Славеќе, беше неколку години, и вика тоа он го кажа таму во интервјуто. И затоа толку на сцена слободен, за разлика од другите студенти кои што се квалитетни, меѓутоа
ја нема таа, мислам, го нема тоа искуство што треба да биде. Така, браво, одлично. Помина минутата. Да, таман на време за реклами, за кратко се враќаме во студиото.